Добар ден, ученици! Добре дојдовте во училницата по предметот Граѓанско образование за 8 оделение. Јас сум Благица Србиновска, наставник по историја и граѓанско образование од Основното училиште Кирил и Методи, Стајковци, Скопје. Денес ќе зборуваме за личните и групните карактеристики. Но пред да започнам со новата наставна содржина, да ги истакнеме целите кои ученикот треба да ги постигне и очекуваните резултати. Кои цели треба да ги постигне ученикот? Да ги препознава и вреднува собствените особини, односно карактеристики. Да ги поврзува собствените карактеристики со успесите и тешкотиите со кои се соочува во одредени ситуации. Да објасни во што се сличностите и разликите со други и да го поврзе собственото однесување со однесувањето на поединците или групите на кои им припаѓа. Кои се очекуваните резултати од учењето? Ученикот е способен да идентификува, препознава сличности и разлики што ги има со поединци или групи на кои припаѓа. Во конкретни ситуации да ги анализира и вреднува собствените особини. Да ги објаснува и поврзува собствените особини со однесувањето во различен граѓански контекст. Поимите што треба да ги усвоиме денеска се сличности, различности и карактеристики. Материјали за работа. Молив, односно пенкало и вашите тетрадки. Пред да почнам со новата наставна содржина, колку за потсетување, во вашите тетрадки напишете што е идентитет, што е личен идентитет, што е групен идентитет, кои се факторите кои влијаат врз формирањето на идентитетот. Додека пишувате, стопирајте го видеото, а јас ќе продолжам со поучувањето за денешната наставна содржина. Луѓето се различни по многу нешта. Се разликуваат во однесувањето, интересите, вештините, вкусовите, навиките, ставовите, гледиштата, обичаите и друго. Нема двајца потполно исти луѓе, ниту пак двајца потполно различни. Разликите меѓу луѓето не го уназадуваат светот, напротив, го прават светот побогат, интересен и нудат можност за учење, меѓусебно надополнување и развој. Луѓето со своите карактеристики, што се однесуваат на изгледот, способностите, мислењето, уверувањата, потребите, интересите, придонесуваат кон збогатување на заедницата. Секако дека, освен различности, луѓето имаат и голем број сличности. Некои луѓе, иако живеат во различни услови и средини, може да имаат исти интереси или хобија. Например, многу момчиња од различни делови од светот сакаат да играат колективни игри, како фудбал, кошарка, ракомет. Девојчињата пак сакаат балет, мода, родителите да се грижат за семејството, вработените професионално да се надградуваат, да постигнат успех. Но најважното нешто по кое што луѓето се слични се нивните потреби за безбедност, праведност, изразување на собственото мислење, почитување, пријателство, здравствена заштита, љубов, игра, одмор, забава, самоостварување и друго. Секој од нас има особини, постапки и однесувања што ни се допаѓаат и што не ни се допаѓаат. Потешко ни е да ги истакнуваме и да зборуваме за нашите позитивни карактеристики, отколку да ги наведуваме негативните. Зошто? Затоа што се плашиме да не наречат валбаджи, а и поради нашата несигурност како ќе не прифати средината. Во процесот на растење и развивање, учиме како да ги истакнеме нашите позитивни карактеристики без страв и несигурност. Сите луѓе не вреднуваат подеднакво и тоа е нормално.
Понекогаш ни е важно да знаеме како не вреднуваат другите, за да разбереме подобро како нашето однесување и постапки влијаат врз другите. Немаат сите од околината исто мислење за нас, но најважно ни е мислењето од тие што најмногу ни значат и најдобро не познаваат. Со различни луѓе споделуваме различни информации од нашиот живот и личноста. Не мора секогаш она што го мислиме за себе да биде исто со она што другите го мислат за нас. Бидејќи некои информации за нас не им се познати на повеќето луѓе. Најчесто тоа го знаат другарите, пријателите или пак само ние. Следува рубриката Знаевте ли дека? Само експресија е наоѓање начин да се изразиме себе си, нашата личност, чувства, мислења, преку зборови, музика, уметност или која било друга активност, преку која ќе го искажеме она што е автентично и оригинално за нас. Во 1995 година, Советот на Европа започна со кампања чие мото е изреката "Сите различни, сите еднакви". Целта на оваа кампања беше да се одбележи 50 годишнината од завршетокот на Втората светска војна и да ја истакне борбата против сите форми на дискриминација. Ја завршив ученици со поучувањето за денешната наставна содржина лични и групни карактеристики. Следуваат активности преку кои ќе ги постигнеме целите, предвидените цели и резултатите од учењето. Активност 1. Насловена како "Што ми се допаѓа, а што не ми се допаѓа кај мене". Напатствијата и табелата која што ќе треба да ја пополнувате при реализација на оваа активност ќе ги пронајдете на линкот даден подолу на страниците 16 и 17. Како ќе ја реализираме активноста? Најнапред, размисли за тоа кои твои особини, интереси, навики, вредности, релации со луѓе, постигнувања ти се допаѓаат, а кои не ти се допаѓаат. Потоа ќе ја пополнуваш табелата која е на следниот слајд. Но најпрвин ќе ја прецртате табелата во вашите тетрадки, а потоа ќе ја пополните. За секоја наведена работа, во секој ред, посебно процени најпрво дали тебе ти се допаѓа или не, а потоа процени како тоа го доживуваат твоите родители или старатели и другари. Например, ако напишеш дека ти се допаѓа тоа што секогаш имаш напишано домашна задача, тогаш во колоната Јас означуваш со знакот X дека ти се допаѓа. Кај родителите или старателите, доколку сметаш дека тоа им се допаѓа, исто така означуваш со знакот X во соодветната колона. Истото ќе го направите и во колоната која што се однесува кај другарите. Доколку сметаш дека тоа не им се допаѓа, означува со знакот X во соодветната колона. Ќе го видите примерот во табелата подолу. Потоа, споделете ги одговорите со еден од соучениците електронски. Презентирајте си еден на друг по 2 работи што ви се допаѓаат, односно не ви се допаѓаат кај себе, а потоа и една или 2 работи каде што постои разлика во одговорите што ги дал ученикот за себе, во однос на проценката од родителите или старателите и другарите. Додека ја пополнуваш табелата, стопирај го видеото. Следува табелата број 1, насловена како "Што ми се допаѓа, а што не ми се допаѓа кај мене". Напатствијата веќе ги слушнавте, но можеме и да дообјасниме. Во првата колона се наоѓаат особини, интереси, навики, вредности, релации со луѓе, постигнувања и друго. Потоа следува колоната Јас, родителите или старателите и другарите. Например, ако
Секогаш ја пишувам домашната задача, ми се допаѓа мене, го пополнувам со знакот X, местото ми се допаѓа. Ако им се допаѓа на родителите или старателите, го пополнувам исто колоната каде што пишува им се допаѓа на родителите. Ако не им се допаѓа на другарите, ја пополнуваме колоната каде што пишува не им се допаѓа и така натаму. Додека ја пополнувате табелата, стопирајте го видеото, повторувам. Откако ќе ја пополните табелата, одговорете на следните прашања. Што ти беше потешко да напишеш? Работи што ти се допаѓаат кај себе или што не ти се допаѓаат? Зошто? Колку често ги покажуваш работите што ти се допаѓаат кај себе си? Како се справуваш со работите што не ти се допаѓаат кај себе си? Колку ги покажуваш? Се обидуваш ли да ги поправиш? Дали секогаш она што нам ни се допаѓа истовремено е и позитивно вреднувано и од другите? Кои се причините за разликите во вреднувањето? Следува активноста 2, тоа е истражувачка активност насловена како групни идентитети. И оваа активност ќе ја реализираме преку пополнување на табела, која исто така треба да ја прецртате во вашите тетрадки и да ја пополните. Напатствијата и табелата ќе ги пронајдете на линкот даден подолу на страна 18. Како ќе ја реализираме оваа активност? Најпрвин, внимателно разгледајте табелата број 2. Групни идентитети. Потоа, замисли си дека треба некому да му кажеш кој си, употребувајќи само 3 од понудените категории на идентитет што најдобро те опишуваат. По изборот на трите категории, рангирај ги според важноста, така што со бројот 1 ја означуваш категоријата што ја сметаш за најважна кога треба да се опишеш себе си, односно што тебе најмногу те опишува. Со бројот 2 помалку важната и со 3 најмалку важната категорија. Следува табелата број 2, групни идентитети. Во оваа табела постојат две колони. Во левата се дадени категории на идентитет јас сум. Например, спортист, волонтер, извидник, ученик, уметник, геймер, македонец, албанец, влав, турчин. Ја пишуваш државата од која што потекнуваш, го пишуваш местото, селото, градот каде што живееш или човек, како што сме сите. И во втората колона, рангирањето од 1 до 3 според важноста што вие ја определувате. Додека ја пополнуваш оваа табела, стопирај го видеото. Откако ја пополните табелата број 2, одговорете на следните прашања, но и контактирајте електронски неколку соученици од вашата паралелка за да ги споредите одговорите. Дали ти беше тешко да издвоиш 3 категории? Како се определи за нив? Зошто баш тие ти беа најважни? Дали мислиш дека ова рангирање може да се промени во иднина? Дали твоето рангирање се разликува во однос на другите ученици во паралелката? Објасни. И последната активност, активност број 3, ако бевме во училишните клупи, оваа активност ќе ја реализиравме поинаку, но денес ќе ја реализираме на овој начин. Одберете најмалку 5 личности од вашето училиште. Дали ќе биде тоа ученици, наставници, директор, вработени во училиштето. На кој по електронски пат ќе им го поставите следниот прашалник. Како се чувствувате во однос на моменталното расположение? Например, се чувствувам енергичен, изморен, оптимистички, среќен, несигурен, исплашен и така натаму.
Која е вашата омилена музика? Кој е вашиот омилен десерт? Која е вашата омилена активност во училиште? Што прво ми доаѓа на памет кога помислувам на моето училиште? Целта на оваа активност е да се научи дека врз градењето на идентитетот влијаат заедно поврзани фактори од секојдневниот живот, па според тоа ќе имате можност критички да анализирате различни влијанија врз формирањето на нечии мислења и однесувања. Драги ученици, со ова заврши денешниот наставен час, насловен како лични и групни карактеристики. Ви благодарам за вниманието. Се надевам дека преку активностите успеавме да ги постигнеме целите и очекуваните резултати. Имајте